Партиите во регионот на граѓаните сакаат да им кажат се. Одржаа дури 6 пресконференции. Во Штип активни беа ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ. Првите зборуваа за земјоделие. ВМРО ДПМН ја продолжува силната поддршка на модернизацијата на земјоделското производство со покривање на половината од трошоците за набавка на нови трактори, механизација, опрема, набавка на живи животни, подигање на насади, инвестиции во системите капка по капка и така натаму. Преку популарните 50-50 земјоделците плаќаат само половина од износот на инвестицијата. Инвестициите за земјоделските стопанства и преработувачките капацитети ќе бидат поддржани и со субвенционираните поволни кредити обезбедени преку Македонската банка за поддршка на развој. За СДСМ пак тема беше изборната програма и вработувања за секој дипломиран студент. Секој млад човек после завршување на образованието во рок од 4 месеци ќе добие понуда за вработување или за продолжување на образованието или за тренинг за стекнување нови работни вештини. Ќе ги ослободуваме од плаќање социјални придонеси вработувачите кои што ќе вработат млади вработени до 29 години. Услов ќе биде да ги задржат вработените уште една година на работа. Приоритет за ДУИ пак се евроинтеграциите. Пред се фокус е интеграцијата, евроинтеграцијските процеси, значи интеграција во Европа и во НАТО, во Европската заедница и во НАТО и се разбира решавањето на спорот со името. Ако ние се фокусираме во сите наши настојувања да ги исполниме сите овие компоненти, овие начела кои произлегуваат од европските барања, тогаш фактички после тоа ќе имаме и многу повеќе афирмација на државата. Во Кочани, што да им кажат на гласачите, имаа ВМРО ДПМН и Народна. За ВМРО ДПМН тема беа инфраструктурните инвестиции. Од особена важност за нас се автопатот Скопје-Штип и експресниот пат Кочани-Штип. Сметаме дека овој автопат, како и проектот за проширување и реконструкција на делницата Кочани-Штип до ниво на експресен пат, се зафати кои представуваат најголемо и најзначајно инфраструктурно поврзување на истокот со главниот град, па и со целиот регион. Народна се залагаше за поголеми права на младите. ВМРО Народна партија со својата политичка платформа за овие парламентарни избори им гарантира на младите дека со влезот во Европската унија и НАТО ќе го промени трендот на иселување и младите активно ќе бидат вклучени во сите општествени процеси. Во Делчево СДСМ праша зошто во Габрово пат се гради со отпад од стар асфалт. Каков проект е овој? Зошто се носат овие асфалтни плочи? За чие добро се прави сето тоа? Ако е за доброто на жителите, тогаш ве прашуваме, дали мислите дека жителите на Габрово се жители од втор ред, па наместо асфалтни улици им давате плочи кои тие сами ги редат? Вака ли им враќате на жителите за довербата што ја добивате од нив за изборите? Директорот на јавното предпријатие Брегалница, Ванчо Цветковски, потврди дека со отпад од стар асфалт се поплочува селски пат кој се користи како водотек и пат. Ова активност е на барање на жителите и тие сами работат, додека обвинувањата дали жителите на Габрово се жители од втор ред не сакаше да ги коментира.